Отидовме со мајка ми, јас се придржував во раце, само што влеговме во лифт. Тргна лифтот нагоре и одеднаш, повлече само надоле и се закочи лифтот. Се заглави, падна, ние тргнавме на втори и тоа беше скоро на -1. Имаше некои 40 сантими, онака се гледаше откако ја подотворија вратата, меѓутоа звонев на звончето на лифтот добри 10 минути, буквално никој не реагираше. Среќа имав мрежа на телефонот, па се јавив да им луѓето што ме чекаат надвор, да отидат на обезбедувањето, да им кажат дека сме заглавени во лифт. Дојдоа после некои десетина минути, имало вечерта само некој си водоинсталатор или не знам таму што од мајсторите што бил слободен и не можеа да не отглават. Ни ставија само една клешта колку да примиме воздух, пошто мајка ми крвареше додека седавме, ние во лифт, пошто имаше тампонирање беше носот. 45 минути чекавме да се договорат да дојде некој да не одглави. На крај се појави еден дечко, мислам дека беше пациент, на сила ги отвори вратите и не извади буквално 45 сантими, прво мајка ми ја извади, па ми извади мене. А докторите, не знам таму кој беа, имаше само една сестра, не знам како се вика, она застана од наша страна, рече дека ова е крајно безобразно, дека по 3-4 пати во денот им се дешава ова, се заглавуваат пациенти. Меѓутоа мене не ме интересира за другите, мајка ми беше со 270 притисок, можеше да умре жената. Среќа што крвареше, што не доби мозочен удар. Од таму не пратија по едно малечко лифче, тоа најверојатно персонално име, се качивме горе. Тоа беше хорор. Там пратив и некои видеа, не знам дали ви ги пренесоа, тоа беше хорор. Јас сум се уште во шок. Мајка ми крвареше, падна буквално доле, стоеше како потекна лифтот за надоле. Мајка ми падна доле, јас ја задржив, мислам се гледа, ќе ви го пратам клипчето, држеше салфетки со крв и со навидната глава е пешкир носет со мене и го дадов пешкирот, да стои. Она си крвареше константно 45 минути, додека не одглавија за да не качат горе. Сепак не одглавија, ви кажувам, од 45 сантими со клешта стоеше вратата отворена и дојде еден пациент, не знам од каде беше, ја отвори на сила, прво ја извади мајка ми преку него, се прекачи мајка ми, одоздолу ја пред таа една сестра што беше тука и помогна, па се симнав јас. 45 минути буквално седевме и ги слушавме, сега ќе викнеме некој ќе дојде, сега ќе викнеме некој ќе дојде, сега буквално беше тоа цело време муавецот. И на крај ни кажаа дека немале никој одговорен за лифтовите, дека имало само некој си водоинсталатор вечерта што бил на смена. За не дај Божа.